Добро вечер, започнува дневникот на Канал Плюс. Останете со нас, продолжуваме веднаш по кратките вести. Годинава на средства од програма за рурален развој може да аплицираат и сопствениците на приватни шуми. На фармите погодени од поплавите реална е опасноста од појава на болеста антракс. Сточарите будно да ја следат здравствената состојба на стоката. Младинска организација од Кочани на уникатен начин го изразија својот став за образованието, спортот, забавата во средношколскиот период. Поплавите ја зголемеа опасноста од појава на опасни заболувања кај стоката. Агенцијата за храна и ветеринарство апелира до сточарите темелно да ги исчистат и дезинфицираат шталите и будно да ја следат здравствената состојба на животните. Реална е опасноста од појавата на антракс во поплавените подрачја. Поради поплавите кои се случија во изминатиот период во Штипскиот и Кочанскиот регион, Агенцијата за храна и ветеринарство издаде решение за сите ветеринарни друштва кои се опфатени од поплавите се должни да превземат активност на сите домашни животни, односно истите тие да бидат вакцинирани. Вакцинирање на сите домашни животни, вклучувајќи кравите, телињата, овците и јагнињата кои остануваат за домазлак, односно за репродукција, свињите, да морат да бидат вакцинирани против болеста антракс. Што значи, оваа болест се појавува најчесто при појава на поплави. Се работи за болест која е опасна како за животните, така и за луѓето. Тоа се спори кои се наоѓаат во земјата и при поплавите доаѓа до активирање, односно будење практично на тие спори и појавата на ваквата болест е неминовна. Во регионите кои беа зафатени од поплавите има голема опасност да се појави оваа болест и е неминовна. Жителите од овие места се задолжуваат да ја извршат оваа превентивна заштита. Конкретно станува збор за лакавичкиот дел и изливањето на река Лакавица. Дел од останатите критични подрачја се селото Суво Грло, Пухче, Степанци, Софилари, Драгоево, а во општина Карбенци вакцинацијата се започнува во делот на село Таринци, Радање, Караорман, Аргулица и други села во Подплачковичкиот регион. Ветеринарните друштва се должни да извршат преглед и вакцинација на добитокот во овие загрозени места. Вакцинирањето на крупниот и ситен добиток во овие места е законска обврска, што подразбира санкционирање во случај на нејзино непочитување. Трошоците кои следуваат за овие вакцини се на товар на Агенцијата за храна и ветеринарство. Оваа година за средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој може да аплицираат и сопствениците на приватни шуми. Предвидена е сума до 20.000 динари за видно и трајно одбележување на дрвјата, до 500 динари за метар кубен и до 120.000 динари за набавка на опрема. Објавен е огласот за субвенционирање од програмата за рурален развој. Сопствениците на приватните шуми влегува во графата на субвенционирани граѓани во Република Македонија. Со новите мерки за рурален развој за прв пат оваа година ќе бидат субвенционирани имателите на приватните шуми. Во овие мерки исто така влегуваат и услугите за одбележување, односно за маркирање, како и набавките на ситните машини за работа. Со особено задоволство можеме да констатираме, односно да кажеме дека и ние собствениците на приватни шуми дефинитивно сме во графата на субвенционирани граѓани иматели на шуми во Република Македонија. Значи, преку програмата ќе бидат субвенционирани делот на видно и трајно обележување, тоа се популарните елаборати, понатаму ќе бидат субвенционирани услугите за обележување, тоа за маркирањето, исто така 50%, и ќе бидат субвенционирани набавките на ситни машини за работа во
шумарството, се мисли на моторни пили, на бушилици и така натаму. За обележување на границите на шумата, субвенцијата е 20.000 денари и 10.000 денари за услуги за стопанисување со шумите. Секој имател на приватна шума може да биде корисник на овие средства. Апсолутно сите кои имаат намера тоа може да го направат преку здружение, иначе тоа не е единствениот услов. Нормално условот е вие да сте собственик на шума, тоа ќе го докажете со имотен лист. Значи пополнувате апликација, барање, а од документите што треба да ги доставите се имотниот лист, потоа се бараат и одредени други документи кои теконо треба да бидат издадени, дел од јавното претпријатие како давател на услугата, маркирање и така натаму. Еден барател може да поднесе едно барање, односно до 2 за различни мерки од програмата за рурален развој. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев денес ги посети лакавичките села, подобрување на водоснабдувањето, нови патишта и селски плоштади. Ова се проектите на кои годинава ќе работи општина Штип за да го подобри квалитетот на живот во селата. Попладнево во 18 часот градоначалникот Захариев имаше средба со жителите на урбаната заедница Славчо Стојменски. Штипските села денес и пред 2 години. Што е она поразлично во секојдневието на луѓето, откако со решавањето на нивните проблеми се нафати примариус магистер Илчо Захариев? И што друго покрај досега направеното треба да се направи? Секако потребите за поубав живот се безбројни и разновидни. Тоа го знае и градоначалникот Захариев, кој во наредните денови ќе направи обиколка на сите урбани и местни заедници со цел одблизу да се запознае со актуелните потреби на жителите. Започна вчера во Тричешми, а денес почнувајќи од Драгоево, ги посети селата во Лакавичкиот регион. Најголем приоритет ќе ми биде значи да направиме проект, да ги асфалтираме улиците во селото. Ако проектот не е скап, општината сама ќе го направи, доколку да речеме вредноста е повисока, ќе бараме средства од други места, дали преку агенциите, дали преку владата или преку фондовите на Европската унија. Генерално ова село е огромно село, заслужува да има асфалтирани улици, заслужува да имат удобен живот. Имаме добра соработка за да ги средеме улиците во селото Драгоево за да се асфалтираат. Во Драгоево луѓето живеат од земјоделство и сточарство, располагаат со плодни ораници и пасишта, а се познати и како рекордери во тутунопроизводството. Ова село меѓу првите доби мини плоштад, но во меѓувреме луѓето се со нови потреби. Патици се ни оштетени така да не можеме да придеме до нашите ниви, до лојзе било каде да може да си ги обработиме. Од општината бараме тие работи што не се решени за улиците да се асфалтират, како што е кажено. Други полските патишта да ги направиме и тие ни се малку проблем. Имаме за стоката едно место за вода треба да се постават црева. Но освен овие, во агендата на локалната самоуправа се набележани и други приоритети. Во село Пукче правиме селски плоштад, како што е во Драгоево, со уредување на чешмата. Во Брест веќе го завршиме плоштадот, наскоро ќе го пуштиме. Патот за село Пукче треба да почне деновиве да се гради, значи тоа е многу важен проект. Треба да го почнеме патот да речеме за село Степанци и за село Сувограло и да го продолжиме за Танатарци. Асфалтирани на улиците имаме во село Селце и во село Драгоево. Поголем дел од потребите на жителите ќе бидат реализирани со средства од општинскиот буџет, додека за оние покрупните ќе се бараат пари од државата и други фондови. Рудниците Злетово и Тораница од вчера не вршат работна дејност. Рударите одат на работа, но само пред рудниците. Протестираат поради неисплатените месечни примања за месец јануари. Нема да работат се додека не им се подмират нивните средства. Двата рудници Злетово и Тораница од вчера не работат. Денеска работниците отишле на работните места, но останале пред рудниците, односно не вршиле работна дејност. Ваквиот престанок на рударите се должи на тоа што не им била исплатена јануарската плата. Во моментот се водат преговори со раководството кое најавило дека е можна исплата во текот на денот. Работниците и во двата рудници се изјаснија дека нема да продолжат со работа додека не им бидат исплатени заслужените месечни примања. Во рудниците имаше неколку рударски несреќи едно по друго, а исплатата на заостанатите плати беше проблем и изминатата година.
До крајот на декември раководството ги исполнило сите точки од договорот со синдикатот, меѓутоа оваа година, според синдикатот, не успеало да исплати ниту една плата. Буџетот на општина Штип се зголемува за 17 милиони денари. Причина за тоа е посебната сметка за Макфест, чие финансирање од минатата година е заедничка врска на општината и Министерството за култура. На денешната седница на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој, првата точка на дневен ред беше предлог одлука за проширување на средствата во буџетот на општина Штип за 2015 година. Ова произлезе од тоа што сега фестивалот Макфест е во заедничка соработка со Министерството за култура, општина Штип и веројатно и некои спонзори ќе се реализира. Заклучок на влада имавме дека тоа треба да се има посебна сметка која ќе биде во делот на донациите и каде што исклучиво од оваа сметка ќе доваѓаат и приходите, таму ќе се реализираат расходите и ќе бидат на едно место целосно активностите околу овој фестивал. И затоа го предложивме ова, го зголемивме, значи во делот на донации за 17 милиона денари буџетот и во делот на приходи и во делот на расходи. Комисијата за финансирање го разгледа годишниот извештај и годишната сметка на буџетот за реализирање на приходите и расходите на општина Штип за минатата година и постигнување на резултати. Се остварени вкупно приходи од 667 милиона 540 илјади денари на вкупниот буџет, или тоа представува со 84% изголемување во однос на планираното. Основниот буџет се реализира со 286 милиона 928 илјади денари, или тоа представува 77% од планираното, додека во делот на буџетските корисници на блок дотациите се реализирани приходи од 340 милиона 715 илјади, или тоа е 97% од планираното. Во делот на самофинансирачките активности на буџетските корисници се реализирани 28 милиона 677 илјади денари, или тоа е 67% од планираното, а во делот на донациите се реализирани 11 милиона 213 илјади, или 43% од планираното. Што се однесува во делот на расходите на буџетот за ова година, вкупниот буџет е реализиран со 656 милиона 62 илјади денари, или тоа представува 83% од планираното. Основниот буџет е реализиран со 280 милион 162 илјади денари, или со 74% од планираното. Во делот на блок дотациите се реализирани расходи од 339 милиона 127 илјади, или тоа е некаде околу 96% од планираното. Во делот на самофинансирачките активности на овие буџетски корисници се реализирани 28 милиона 488 илјади, или со 67% од планираното, а во делот на донации се реализирани 7 милиона 228 илјади, или со 28% од планираното. Воглавно во делот на годинешната сметка треба да се истакне дека во расходниот дел, односно во инвестициите, се реализирани 61% од планираното, што представува голем процент на вложување во инфраструктурните објекти во општина Штип. Со новиот закон за постојано вработување, 46 волонтери и лица со договор на дело ќе бидат вработени на неопределено време во клиничката болница во Штип. Во моментот во клиничката болница има над 70 волонтери. Дел од нив на постојано вработување се надеваат од 2001 година. Откако беше промовиран законот за трансформација во редовен работен однос на лицата кои досега или волонтирале или работеле со договори на определено време, веднаш се започна кон негова реализација. Меѓу останатите институции и јавните здравствени установи веќе ги имаат започнато постапките за вработување на овие лица. Што се однесува до јавната здравствена установа Клиничка болница Штип, од директорката Елизабета Папарова дознаваме дека во Штип 46 волонтери ќе склучат договор за трајно вработување на неопределено време. Ние вкупно имаме над 70 волонтери, меѓутоа според законот кој излезен сега, по кој треба да бидат примени волонтерите, само 46.
Значи, другите се примени после 1 септември 2014. Постојаното вработување на оние кои ги исполнуваат условите ќе се одвива етапно. 15 ќе бидат веднаш примени, тоа веднаш значи некаде до 15 март, другите ќе бидат примени до крајот на годината и до септември месец 2016 ќе бидат примени третата група волонтери. Кадровската структура станува збор претежно за болничари и хигиеничари, мал број медицински сестри и лаборанти. Од вкупно наведените, кадарот кој е најпотребен за нормално функционирање на Штипската клиничка болница, без да има негативни реакции од пациентите, е поврзан со хигиената, за која во моментов се ангажирани токму волонтерите, а неопходни се и болничари. На републичко ниво, во јавното здравство на неопределено време ќе се вработат околу 2000 лица, медицински и помошен персонал, односно доктори, медицински сестри, техничари, хигиеничари, правници, информатичари. Постапката веќе е во тек, така што во првата група околу 700 лица ќе бидат вработени веднаш, додека останатите за вработување на неопределено време ќе чекаат до 1 декември годинава, односно 1 септември 2016. Граѓаните приматели на социјална парична помош во Делчево денес имаа можност за обука полесно да се вклучат на пазарот на труд. Мотивационите обуки се одржаа во Центарот за вработување во Делчево. Мотивациони обуки за примателите на паричен надоместок од Македонска каменица денес одржа Центарот за вработување од Делчево заедно со представници на Агенцијата за вработување на Република Македонија, обука на која присутните се запознаа со активните мерки кои што ги презема Агенцијата за вработување за подобрување на статусот на оваа категорија граѓани. Агенцијата за вработување преку владата и преку нашите оперативни планови и програма сакаме да ги поттикнеме граѓаните, уствари примателите на паричен надоместок, да можеби се вклучат во некои од нашите мерки и со тоа нормално да си помогнат околу остварување на нивното долгорочно невработување. Една од главните цели на оваа обука е поттикнување на мотивацијата на оваа категорија граѓани за поактивно вклучување на пазарот на трудот. Во основа има на некој начин мотив за да ги покрај тоа што ќе допре информација до нив за сето она што може да го прават на пазарот на труд и вклучување во разни програми и мерки, но мотивацијските обуки имаат и друга една компонента, а тоа е поттикнување на нивната мотивација за проактивно вклучување на пазарот на труд, со тоа што во секој случај предност на оваа категорија е работното искуство што го имаат стекнато во годините наназад, а кое што пазарот на трудот исклучително многу го вреднува во денешно време, значи работното искуство кое што е од голема важност. Инаку вакви обуки се реализираат во над 30 центри на Агенцијата за вработување на Република Македонија, а претежно се наменети за невработени лица над 40 години. Општина Штип во соработка со Факултетот за образовни науки при УГД во чест на денот на сесловенските просветители 24 мај организира научно-стручна конференција со меѓународен карактер на тема состојби, предизвици и перспективи во образованието во Македонија. Општина Штип ги повикува заинтересираните да земат учество со своји трудови на конференцијата. Библиотеката Ванчо Прке во Виница во пресред на празникот на жената го промовираше автобиографскиот роман на авторката Гордана Петров "Креветот како триумф". Ова дело предизвикува голем интерес пред се заради бруталната искреност во описот на емотивниот живот на авторката Петров. Во пресрет на 8 март, жените од Виница имаа ретка можност одблиску да ја запознат пензионираната правничка, сега веќе писателка од Битола Гордана Петров. Нејзиното име во јавноста го опублицираше нејзиниот последен роман "Креветот како триумф", во кој без влакна на јазикот и искрено ги раскажува љубовните превирања, бурниот емотивен живот со Михајло, човекот со кого имала љубовна врска цели 40 години, која ја одржувала паралелно со своите 3 брака. Имам зад себе 3 брака. Двата завршија со развод, третиот, сега сум вдовица, бидејќи третиот сопруг почина. Влегуваме во врска која што доживува свое фијаско, доживува своја нестеќа, разделба, али таа врска и тој човек мене како сенка ме прати цел живот
и е на некој начин недиректен, меѓутоа сепак е иницијатор на сите оние нешта, оти викаме, ако ова не ми се случеше, немаше да ми се случи ни ова. Една грешка предизвикува милион други грешки. За жал, сега вас ви зборува една помудра Гордана, која што има 65-66 години. Да ги има овие сознанија, ова мудрост, ова и памет на моите 30 години, сигурно не би ги чинила тие грешки што сум ги правила во младоста. Романот Креветот како триумф е дело што предизвика големо внимание, а неговото создавање, како што вели Гордана, и дошло како психотерапија, како леснување преку кое многу нешто од минатото и станале појасни. Денес нашето општество се бори за родова еднаквост. Која родова еднаквост? Па посилни сме од мажите. Тие треба да се тепаат, да се борат, за да достигнат сила што ние ја имаме. Па планина можеме да изораме. И да ми извини господинот и еден таму дечко. Јас како жена, сметам, не сам, прво многу ја сакам жена. Без разлика. На нација, вера, религија, убавина. Сите сакаме лично да се родиме, сите сакаме високи стасите, да бидеме среќни и богати. Господ некакви не раѓа. Затоа Господ дава возможности да создадеме внатрешно. Јас се сакам секоја жена. И ја почитувам безрезервно секоја жена и сметам дека она што жената го има под малото ногте, мажот го нема во двата мозоци. Гордана е првата македонска писателка која истапила пред читателите со толку искрена исповест, соголувајќи се емотивно, а денес дел од незината приказна во романот сподели и со виничанки. Промоцијата на книгата ја организираше библиотеката Ванчо Прке. Инаку Петров по Великден го најави издавањето на новиот дупло поголем роман Будење, во кој продолжува да ги нижи спомените за тројцата сопрузи Благој, Петар и Сотир, како и за Михајло, љубовта на нејзиниот живот. Општина Штип изготви предлог листа за именување на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти. На листата се сите предлози од граѓани и здруженија, но засега барање за именување или преименување на улица во Штип нема. Општина Штип изготви нова предлог листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Штип. Овие имиња се определуваат врз основа на листа на имиња, која листа на имиња треба да оде на согласност пред владата на Република Македонија. Значи сега доколку листата биде донесена од страна на советниците, истата ќе биде испратена до владата на Република Македонија за да биде дадена согласност. Имињата се собирани подолго време од различни институции и поединци од град Штип. Истите не се ревидирани од наша страна, туку како што се предложени од предлагачите, така ќе бидат се ставени во листата и ќе бидат доставени на согласност до владата. Освен иницијативата за промена на името на улица Косовска во улица Цар Самуил, која веќе е завршена, други иницијативи за промени на имиња се уште нема. Во иднина, како ќе смета општината дека ќе има потреба, така ќе следува именување на нови или преименување на стари улици. Тестирање на возачите во Македонија за откривање на ноќна апнеја, повикуваат експертите. Институциите задолжително да прават проверки на возачите со цел да се спречат опасностите од сообраќајни незгоди. Задолжително тестирање на возачите за обструктивната ноќна апнеја, најчестиот облик на пореметување во дишењето за време на спиењето, соопштија експертите на конференцијата во Скопје. Стручните лица упатија повик до институциите во земјите од регионот им во Македонија да ја применат регулативата на Европската Унија за задолжително тестирање на возачите за оваа болест и дополнително да превземат ефективни мерки за навремено откривање и успешно лекување на обструктивната ноќна апнеја, која во светот представува сериозен здравствен, но и социјален и економски проблем за земјите поради сериозните последици што ги предизвикува. Професор доктор Дејан Докик, председател на Македонското здружение за ноќна апнеја, вели дека ваквата болест кај лицата заради повеќе кратните прекини на дишењето за време на сонот, од кои секој може да трае од 10 секунди до 2 минути, кај пациентите со ноќна апнеја доаѓа до намалување на дотокот на кислород до виталните органи, меѓу кои и до срцето и мозокот. Со ваквата превенција, која ја повикуваат експертите за тестирање на возачите во Македонија, е со цел да се спречат сообраќајните незгоди, безбедноста на возачите и на сите останати лица да се сведе на минимум.
Младинската организација во Средното училиште Ѓошо Викентиев во Кочани на уникатен начин се промовира и себе и училиштето. Со песна и спот учениците ги изразија ставовите околу наставата, спортот и забавата во училиштето. Членовите на младинската организација Авангарда при Средното општинско училиште Ѓошо Викентиев по 2 месеци напорно работење вчера вечер во мултикултурниот центар свечено ја промовираа првата песна и спот во која се пее токму за оваа младинска организација. Текстот и музиката е на средношколецот Даниел Стоименов, а придружен вокал е Нина Николова. За инспирацијата и идејата еве што велат членовите на младинската организација од ова средно училиште. Добивме од Авангарда, ми дадоа првин како да го направам тоа. Го направивме текст, го снимавме околу месец и пол-два да го склопиме со спот и со аудио снимка. Во песната станува збор за масум, за надпревари, за фудбал, за матуранти. Спотот за оваа песна го сними режисерот Столе Стоилов, кој изјави дека е задоволен од соработката со средношколците и од крајниот резултат. Овој спот е сниман во one-shot техника. Тоа е нешто најново сега моментално на овие простори, барем на Балкано. У Македонија можда и прво one-shot официјално што е направено од страна на продукција. Многу сум пријатно изненаден од самите ученици кои што беа доста сериозни во ова снимање на спотот. Оваа песна е дел од годишната програма за реализирање на активности кои ги планираат членовите на младинската организација, а за воиднина најавуваат реализација и на други проекти и активности. Во првиот надпревар од полуфиналето, кој што беше одигран во спортската сала Јордан Мијалков Штип, одбојкарките на Универзитетот Гоце Делчев си ги одмерија силите со одбојкарскиот клуб Јанта Волеј. Екипата на Универзитетот Гоце Делчев беше поразена со резултат 0:3, каде пласман во финалето зеде екипата на одбојкарскиот клуб Јанта Волеј. Најнеизвесен беше првиот сет од надпреварот, во кој домакините беа во постојано водство, на моменти и високо 15:8, но подклекнаа во финишот. При водство од 22:19 дозволија гостинките да направат серија од поени, со што дојдоа и до пресврт и поведоа со 23:22. Се што успеа да направат домакинките беше да израмнат на 23:23, пошто поискусните гости реализираа 2 поени за добивање на првиот сет. Екипата на Јанта Волеј со 3 последователни поени го реши и последниот сет од надпреварот. Со овој пораз на екипата на Универзитетот Гоце Делчев, реваншот ќе биде само формалност, а евентуалниот пласман во финалето речиси невозможна мисија. Младите одбојкарки на Универзитетот Гоце Делчев покажаа голема желба и пожртвуваност и на овој надпревар. Ова беше се во ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Плюс. Следи временската прогноза.